Уништена урбана опрема за детско катчено и спортскиот терен на локалитетот Спомен Костурница во Куманово. Несовесни граѓани за краток период ја уништија опремата која што ја постави општината, набавена од прекуграничен проект. Кумановци велат дека е срамно по само неколку месеци да гледаме вакви слики. Жалосно е. Жалосно за овој млад свет, што се вика, што треба да се допринесуе и да се уградуе, да има катчиња, дечи играчки и све. Жалосно, немам што да кажам. Па нема кој да поведе рачун, што е. Треба ли да се зачува оваа опрема? Како не треба? Треба тој све кој останало тој треба да се сачува, да се поднови, да се реновира. Забравено од времето на Запад. Потреба нема никој душо, ама тие се таква култура нивна и ги уништуваат. А тоа е убаво, за сите е убаво, да поседиме, да се зборуваме, да се одмориме, се. Ама они така. Меѓутоа не само надлежните органи, туку и самите граѓани ќе мора малку повеќе да си поработат на својата совест и својата култура, затоа што сепак таа опрема е во функција на сите граѓани, без разлика на возраста, и би требало да се грижиме сите за тоа. И јас лично Куманово шетам буквално секој ден и гледам што се работи. Новите клупи се скршени, имаме случаи каде што се носат на приватни имоти и тука сепак би го вклучил факторот граѓани да преку навремено информирање на надлежни органи за да може да се преземат конкретни мерки. Има закон за реметење на јавен ред и мир, каде што спаѓа и овој дел. И тука нормално би требало да се информира МВР, за да може правовремено да интервенира. Затоа што ако оставиме тоа да си пројде некој ден, два, три, недела, две, завршена работа. Хулиганите се активни, и тоа доста активни, така да сите заедно мора да им застанеме на патот и да им кажеме доста повеќе. Од општината бараат од граѓаните да не ја уништуваат новата опрема. Кога гласаме на совет, знаеме дека ќе се направи нешто убаво и нешто ново за Куманово. И постојано инсистираме и урбана опрема, и канти, и клупи, и да заличи на еден убав модерен град. Меѓутоа, поминете на Кеј, поминете во Соколана, не се грижиме за општинскиот имот. Едноставно како да не е наше, тоа е наше од наши пари. Навистина сум револтирана кога ќе видам преубави канти општината постави во централното градско подрачје, половина метални делови од озгора се извадени. Значи, бевме сведоци, новогодишни украси, веќе почна оштетувањето, значи треба навистина да се апелирам до граѓаните на општина Куманово, ова што се инвестира се граѓански пари, наши пари, да не го кршат, да не го уништуваат. Општината пак ќе најде начин да постави, меѓутоа не е само работа постојано да поставуваме некој да уништува или да краде, не да Боже. Неодамна беа уништени и клупите и кантите за смет во централното подрачје.